Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. СДСМ на седница на извршниот одбор расправа за ставовите и присуството на пратеничката на партијата Славјанка Петровска на конференцијата за реформа на опозицијската партија наречена 12.5. Дали на седницата е поканета и Петровска? Во живо прашува Мирјана Давидовска. Се уште трае седницата на извршниот на СДСМ, од она што со сигурност можам да го кажам, од она што го видов овде пред седиштето на партијата, пратеничката Славјанка Петровска не е дојдена на овој состанок, но немам точна информација дали официјално е поканета за да присуствува, но од она што може да се извлече како заклучок од гостувањето на лидерот на СДСМ во дневникот на Сител, тој рече дека сите тие се добре дојдени и всушност се поканети да присуствуваат на овие важни состаноци на партијата. Меѓу другото, тој исто така спомена дека нема да се разговара за разрешување нејзино од членството во партијата, барем потврдно така одговори на прашањето дали воопшто ќе се разговара на овој состанок за нејзино исклучување. Всушност, како што имаше и некои информации во јавноста во изминатите неколку дена, откако таа се појави на онаа конференција заедно со останати членови на СДСМ, поранешни високи функционери од партијата СДСМ. Еве што друго кажа Филипче во гостувањето во тема на денот. Беше актуелна пратеничка Славјанка Петровска, таа е дел по функција како пратеник од органите и телата на партијата и многу пати јавно го има искажувано својот став дека се потребни некакви промени во СДСМ. Каков ќе биде вашиот однос со неа? Останува дел од пратеничката група, имавте можност да разговарате, ќе ја повикате ли на практично тај не треба да повикате, треба да присуствува на состаноците. Сметам дека таму освен оваа група која што ги иницира тие работи, многу луѓе кои што извинете биле излажени. Дека се излажале да одат таму и да смета дека тоа е форумот за кој што на кој што треба да се разговара за тие работи. Не, и порака и за неа и за сите други. Нека дојдат во партија разговара. Јас сум спремен, не јас, сите луѓе кои што се во централното раководство се спремни за дебата. Нормално се за доброто на партијата, пред се, пак ќе кажам, за доброто на државата и граѓаните. Ќе има конкретна иницијатива за средба, за диалог или ќе оставите на тоа дека вратата е отворена? Се отворени секогаш апсолутно. Добра, Венко Филипче, ќе очекуваме вечерва на органите и телата на СДСМ да видиме каков ќе биде исходот од разговорите, но вашиот став е дека исклучување на партиски членови нема да се случува. Мирина, дали се расправа и за поранешниот висок функционер Игор Ивановски, како и Андреј Петров, кои се и иницијатори на конференцијата за промена? Да, секако дека се разговара, барем така најави лидерот на СДСМ во гостувањето на дневникот на Сител, дека ќе се разговара за сите внатрепартиски случувања. Тој исто така спомена дека со нив и имал некои средби во претходниот период и нема јасно зошто се тоа се случува надвор од седиштето на партијата, кога вели и потенцира дека тие сите се добре дојдени и доколку на вистина имаат добри намери, вистински намери за реформи кои што сакаат да ги понудат, треба да го направат внатре во седиштето на СДСМ. Во спротивно вели дека тоа не го прават со добри намери, односно дека одработуваат за власта, како што рече Филипче. Меѓу другото, интересно е да се спомена дека тој рече дека на таа конференција видел луѓе кои што според него веројатно се и излажани за да присуствуваат на таква една конференција за наводно реформи кои што треба да се направат во партијата во СДСМ и дека се тоа со цел да се ослабне опозицијата во моменти кога таа навистина се консолидира и во моменти кога жестоко се спротивставува на, како што вели, оние погубни политики кои што ги прави власта. Инаку, како што рече и Филипче, ова е редовна седница на извршниот одбор и меѓу другото, освен како што споменав за внатрепартиските случувања, ќе се зборува и за актуелните состојби во државата и за, како што вели, погубните политики на владата. Состанокот се уште е во тек, за сега нема информација дали ќе добиеме изјава по овој состанок, а како што споменав и на почетокот, не ја забележавме да дојде и да присуствува на овој состанок актуелната пратеничка Славјанка Петровска. Да, одлука чекаме во вестите во 23. Мирјана Давидовска во живо за седницата на извршниот одбор на опозицијската СДСМ посветен на оние кои што бараат и очекуваат промени во оваа